Добар ден на сите. Ви благодарам за денешното присуство на пресконференцијата на ВМРО ДПМН. Оваа пресконференција ќе биде посветена на она што владата директно го презентираше, а се нарекува Стратегија за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија во периодот 2017-2027 година. Тоа е подготвено од Министерството за труд и социјална политика. Исто така, Министерството за труд и социјална политика подготви национален акцијски план за интеграција на бегалци и странци 2017-2027 година. Значи, ова се долгорочни стратешки документи и од нив произлегуваат голем број на прашања. Јас на почетокот ќе го кажам сумарниот, краткиот, збиениот дел од пресконференцијата, а после тоа ќе отидам и во оној содржински дел со повеќе детали и со повеќе прашања. Почитувани присутни, владата на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика треба да одговорат зошто ја менуваат стратегијата на Република Македонија во делот на мигранти, бегалци и странци, со која што Република Македонија од транзитна земја станува земја за траен предстој на голем број на луѓе кои што ќе дојдат во Република Македонија и со измените кои што ги предлага владата во својата стратегија, со измените што ги предлага Министерството за труд и социјална политика, тогаш ќе има олеснето доделување на државјанство на овие лица, олеснето нивно сместување и изградба на цели станови, населби, згради, понатаму нивно олеснет пристап до градинки, до училишта за сметка на граѓаните на Република Македонија, како и засилено вработување, а сведоци сме дека вработувањата и тоа како им се потребни на граѓаните на Република Македонија. Во Република Македонија државата треба да им даде приоритет на граѓаните на Република Македонија. Во делот на вработувањето, во делот на решавањето на стамбеното прашање, во делот на кредитите, приоритетот треба да им се даде на граѓаните на Република Македонија. А стратегијата која што ни ја предлага новата влада и Министерството за труд и социјална политика целосно ги маргинализира граѓаните на Република Македонија, целосно ги маргинализира, а им дава приоритет на лицата кои што тие сакаат да се фокусираат, а тоа се лицата кои што дошла во Македонија, мигрантите и останатите категории на лица. Одиме поред. Значи, во делот на акцијскиот план за интеграција на бегалци и странци за следните 10 години. Цитирам, што вели акцијскиот план. Подобен пристап за стекнување државјанство на лица под субсидијарна заштита и признат статус на бегалец. Значи, подобрен пристап за стекнување на државјанство. За која бројка тука станува збор? Понатаму, вели мерка, цитирам, да се отстранат барањата за доставување на лични документи од земјата на потекло. Значи, да одговорат дали тоа значи дека овие лица, мигранти, бегалци, оние кои што ќе аплицираат за македонско државјанство, нема да треба да поднесуваат документација од земјата на потекло. Дали тоа носи ризик од лажно представување? Дали тоа носи безбедносен ризик? На кој начин ќе бидат проверувани лицата кои што ќе аплицираат? Тука надлежна институција е МВР и временската рамка која што е дадена е 2017 година. Значи, тоа е во делот на нивната стратегија. Понатаму, цитирам, да се олеснат процедурите за семејно обединување како поддршка на процесот на интеграција. Дали тоа значи и колку луѓе ќе можат дополнително да дојдат на секој лице кое што ќе дојде во Република Македонија по основнот на семејно обединување? Дали тоа значи дека ако една личност дојде во Македонија, врз основа на мерката семејно обединување, ќе може да дојдат 10, 15, 20 или 30 членови на неговото семејство? Исто и тука, под заглавието забрзан процес на интеграција, се предвидува како година 2017 година. Понатаму, во делот сектор вработување, во 5-та глава, се вели да се воспостават јасни критериуми за бегалците за да учествуваат во националните програми за вработување.
Што значи тоа? Колку од овие лица ќе се вработат, колку од овие луѓе ќе се вработат и колку граѓани на Република Македонија нема да имаат можност за вработување, затоа што Министерството за труд и социјала и владата ќе го стимулираат и поддржуваат вработувањето на овие лица кои што скоро дошле. Понатаму, вели, цитат, да се олесни пристапот за бегалците до можностите за вработување. Тоа е во петиот дел, односно во делот кој што е во Национален акцијски план за интеграција на бегалци и странци за следните 10 години. Значи, сите овие програми почнуваат 2017 и 2018 година. Владата и Министерството да одговорат на сите овие прашања. Исто така, во делот на домување, неколку цитати. Цитат, значи, во делот на домување се вели зголемени капацитети за инвестиции во социјални станови. Овие инвестиции треба да бидат наменети за ранливите категории во Република Македонија и за граѓаните на Република Македонија. Во еден дел, во табелата, во четвртата табела се вели, цитат, да се идентификуваат и обезбедат парцели на државно земјиште на располагање за инвестирање во социјални станови. Понатаму, во делот на стратегијата на владата за мигранти, бегалци и странци се вели достапни локации за изградба на социјални станови. Цитат, одлука на владата, барем 100 единици локации да станат достапни. Владата да одговори на кои места ќе бидат овие 100 локации во кои што се планираат вакви колективни центри. Рокот е 2017 година, а се вели дека проценетиот годишен буџет во евра, државниот придонес ќе биде 100% за оваа ставка. Има и цела низа на други ставки, значи прилично е детален, конкретен овој национален акцијски план кој што го донесе и владата и кој што Министерството за труд и социјална политика ни го нуди. Во делот на стратегијата за интеграција на бегалци и странци, владата на Република Македонија треба да одговори на поголем број на прашања. На крајот, она што е став на ВМРО-ДПМН, тоа е следното. ВМРО-ДПМН смета дека програмите на Република Македонија и ресурсите на Република Македонија треба да бидат првенствено насочени кон граѓаните на Република Македонија. Приоритет во делот на домувањето, поддршката за решавање на стамбено прашање, во делот на вработувањето и во делот на социјални услуги треба да имаат граѓаните на Република Македонија. Република Македонија има многу ограничени ресурси, Македонија има покажана својата хуманост и Македонија нема неограничени ресурси со кои што ќе може да ги реализира овие големи обврски кои што ги презема владата на Република Македонија, а кои што ако се реализираат ќе бидат на сметка на граѓаните на Република Македонија. Тоа е тоа кое што сакавме и кое што сакав да ви го порачам, кое што сакавме да го соопштиме. Повелете дали има прашања. Доколку нема прашања, на сите ви благодарам за денешното присуство на пресконференцијата на ВМРО-ДПМН. Благодарам.